بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم ما بعد. Zahvalnostta mu pripadvi samo na Allah Đelešanu, zašto samo Allah Đelešanu je dostojen da mu se pravi hvala. Salavat, selam, mir i spasot neka бидат на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Продолжуваме таму каде што застанавме минатиот пат. Мушрици сакаја да се одмаздет за тој пораз кој го доживеа во Бедр. Секојдневно се подпалвеше ке ними таа лутина и омраза и кога ќе дојде тој момент да се одмазде за тој пораз кој го доживее. А овај оган го подпалве јахуд, евреја, како секогаш. Секогаш оде и ги подсетуваа на Бедр. Ебу Суфјан беше војже сега на мушрици од Мекка. Халид ибн Велид и Акриме ибн Аби Џахл, син од Ебу Џахл, Акриме. Овие тројца почнеа да се спремват за таа голема војна. За таа омраза и за тој реванш што сакаја да му го напред на пегамбер алейхи селам и на муслимани. Тој караван за кој зборувавме, кој го носеше со себе Ебу Суфјан, од 1000 камили, натоварени со роба, 50.000 дирхеми во злато, све ова го дадве за да ја спреме ова војска. Све ова го дадве за ова војска. И вели Allah Đelešanu за ова објави ајет, и ова ајет важи од тоа за сега и за секогаш, за куфар, секогаш се спремни све да жртвове за да уништат вистината. Све, ове све жртвове, цел овој караван, све богатство што има е да спреме нова војска. И вели Allah Đelešanu: "Иннал лазина кафару юнфикуна амвалахум лиясудду ан сабилиллах فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون." Вели Allah, тие што не верне во Аллах, куфар, го троше цело богатство што го име само за да одвратат од правиот пат, за да одвратат од Аллаховиот пат. И вели Allah ќе го потроше цело и ќе се предпишман за тоа што го потрошиле и ќе изгубет, ќе бидат победени, ќе пропаднет. И во Джехеннем ќе оде нивното одалиште е Джехеннем. За овој монасир. И ден денеска ми гледаме како куфар све жртвоват. Како држави од дуња, куфарски, жртвове све, иако на нивни луѓе му треба теа за јадење и за пиење. Али го жртвове за да ја уништат вистината, за да уништат хакот. Али теа ќе биде хасра, ќе се предпишман за тоа нешто, вели Allah. Тие испратија во сите кабилина, во Хиджаз, пуштие поети, пуштие говорници за да соберат војска. Собра е војска од 3000 војници. 3000 војници. Се спрема ова војска и почна да се упатви кон Медина. За ова нешто Аббас, Аммур Расул, Аббас, аџо на пегамбер алейхи салам, испрати писмо до пегамбер алейхи салам дека се спремви војска, се спрема и трна кај вас од 3000 војници. Кога дојде ова писмо пегамбер алейхи салам, беше во месџид Куба, што зборувавме порано, беше овај месџид кога доби ова писмо. Кога го доби ова писмо пегамбер алейхи салам, се врати во Медина и почна да се организират. Почна да ги организират на верници. Имаше деноноќна стража по улици на Медина. Дене и ноќе имаше стража околу џамија на пегамбер алейхи салам.
Имаше извидница која излезе од Медина да прати докаде Курейш. И пегамбар алейхиссалам ги зеде сите себеби, ги зеде сите нешта што ќе му помогнат во оваа битка која престои. Војскава од Курейш како идеше до Медина, измеѓу овие две застана во едно место, Ебуа место, сме го спомнали порано, во ова место е закопана мајка на пегамбар алейхиссалам. Кога дојде до ова место, Хинд, жена на Ебу Суфјан, кој во битка на Бедр кажавме, првите тројца беше што падна во таа двобој, едниот беше татко, едниот аџо, едниот беше брат. Сите три падна и таа потроши све што имаше цело богатство во спремвање на оваа војска за да се одмазди за смртта на овие тројца. Кога дојде во ова место, таа сакаше да го разорат гробот на мајка на пегамбар алейхиссалам. Сакаше да го разорат, да го раскрнарит гробот на мајка на пегамбар алейхиссалам, али тие големци Курейш не ја дозволи, рекоа дека ова може да се земат како аде, како традиција и да се продолжи со ова нешто и не го направи тоа нешто. Само една компарација, овие две војски. 3000 војска на пегамбар алейхиссалам 1000, али ќе видиме покасно како 300 од ова се одва останаа 700. 3000 со 700. Од овие 3000 војници на куфар имаше 200 којнаници. Имаше 700 војници во штитој. Имае панцири 700 војници. Војска на пегамбар алейхиссалам од 700 имаше само 100 штитои. Луѓе, 100 војници кои беа со оклоп, со штит, со панци. Во веродостојни ривајати има два ривајати дека имале само еден кој и еден други ривајат дека немале ни еден кој. Сахабија. Еден или ни еден. Со војска која имаат 700 штитои колку што број војска на муслимани, плюс 2300 други без штитои, односно 200 којнаници други. Вака беше паралелата на овие две војски. Пегамбар алейхиссалам едно утро излезе пред сахаби и му рече дека во сон сонува еден сон. Пегамбар алейхиссалам го тумачи сонот дека гледал како една крава се коли, како пукнатина во негов меч и како една тврдина. Му рекле сахаби Расулуллах, како го тумачиш овој сон? Рекол, таа крава што ја гледа дека ќе се заколите една група, еден дел од мој сахаби, ќе падне шехиди во оваа битка. Таа пукнатина во тој марш ќе загини некој од моја блиска породица. И таа ни заштита, теа кале, теа ограда, да не се биеме освен во Медина, да не бит биткава освен во Медина. Али дојде ке пегамбар алейхиссалам, сахаби кои не беа присутни во битка на Бедр, кои даде заклетва кој има друга битка, даде збор ке Аллах Джелешану дека ќе направи нешто многу чудно, ќе се борат со сета нивна сила, побара е да излезе надвор од Медина, да не бит битка во Медина, да не ги чека, него тие да излезат во очи. После неколку пати вака пегамбар алейхиссалам излезе од негова куќа, влезе во негова куќа, се облече во панцир, во кацига и излезе надвор. Дојде некој слабичи ке пегамбар алейхиссалам, рекла Расулуллах, немој да излегвиме надвор, да останеме во Медина. Пегамбар алейхиссалам рече, не доликувам на еден пегамбар кога облече на него панцир и кацига да ја извадит од на него. Него оеме во сусрет на ова војска. Дојде ке пегамбар алейхиссалам, пегамбар алейхиссалам почна да ја собира таа војска, да се спреми таа војска. Дојде две млади деца, двајца младичи, епте млади деца, 15 или 14 години некдека се вели во хадис. Која повара и тие изино пегамбар алейхиссалам да одат во овај поход. Пегамбар алейхиссалам рече, вие сте мали. Едниот од нив рече, Расулуллах, ама јас сум добар стрелец. Пегамбар алейхиссалам го тестира. Како стрелат? Вистина добар стрелец, може. Дојде другиот, ја Расулуллах, ја рече, ти знаеш да гаѓаш? Не рече. Не знам да гаѓам, ама појак сум од овај за борење.
Поголема сила имам од овој. Пегамбер сам ги збори и види дека и овој и ги зеде и двајцата во ова битка пегамбер сам, овие два младичи. Што е битно за ова? Кажавме, значи, таа паралела меѓу овие две војски. Проблемот е што ова војска од 3000 луѓе се бори без акида, без верување. Се бори за одмазда. Се бори за нешто, нивна гордост. Војска на пегамберот сам се бори со акида, со верување. Се бори да го заштити дин. Се бори за наредба на Аллах, да го штити овој дин. И тоа е проблемот денеска ке муслимани. Денеска муслиман, гледаме ми евреи, човек ако се бори во акида и погрешна акида да имат. Имат поголем успех од онај кој се бори без акида, без никакво нешто, без никакво верување. Денеска колку време тие е зазеле таа Палестина. Али муслиман се бори за таа земја. Се додека се бори за таа земја, никогаш нема да имат успех. Кога ќе бидат уништени тие Јехуд? Како вели пегамбер алейхиссалам, кога ќе кажи дрво и камен ела зад мене имат евреи нуби го. Кога ќе се борат за акида муслимани. Кога ќе се борат атар Аллах, атар овај дин. Не за земја, не за куќа, не за богатство, не за ништо од дујна. Само кога ќе се борат атар Аллах, за овај дин. За келимето Аллах и улија. За Аллаховиот збор да биде највисоко, тога ќе имат успех. Иначе нема никогаш да имат успех. Како тргна оваа група од Медина пегамбер алейхиссалам со сахаби 1000 броеше ова чета. Во пат дојде да му се приклучите на група на евреи. Пегамбер алейхиссалам дојде ке пегамбер алейхиссалам рекува: "Ја Расулуллах, ова група сака да се приклучи со нас, да ни помогне во оваа битка." Рече: "Дали хум асламу, дали тие прима ислам?" Не ме прима на ислам, али сакат да се боре за заштита на Медина, на нивни град, на нивно место. Рече: "Не ми треба мене помош од куфарија, никога тие не примале ислам." И пегамбер сам не ја зеде помошта на оваа група. Додека оде во пат, како многу пати сме зборувале, победата од Аллах, помошта од Аллах, со еден џемат, со една заедница, со еден уммет, ќе дојде тогаш кога сафовите ќе бидат чисти. Кога тие верниците ќе бидат тамам, нема да имат во срца нивни шек шубе, нема да бидат валкани, нема да бидат мунафици. Додека оде по пат, Абдулла ибн Убей ибн Селул, расул мунафикин, главата на сите мунафици, почна да прави фитне помеѓу војска. Рече: "Зошто да одиме да се биеме таму, нема да имат војна таму." Аллах џелешану го опиши тоа нешто во Куран, нема да имат војна таму, да се вратиме назад, и успеа по пат да врати 300 од ова група. Значи скоро 1/3 од ова војска ја зеде со себе. Дојде многу сахаби да му пред тергиб, да ги поттикне да се вратат, али не се вратие, 300 се вратие назад. А ја Аллах џелешану го опиши тоа нешто, а и да бее со вас само ќе ви сметае, ќе ви прее неред ке вас. Ќе ви прее неред ке вас. И за да дојде помошта, треба да се очисти вака тој саф, тоа нешто. Пегамбер алейхиссалам кога стаса е до местото Ухуд, теа бар до Ухуд, ги подели војниците 50 стрелци. Со Абдулла ибн Џубеир, главен, но ги го кладе емир Абдулла ибн Џубеир на 50 стрелци. И му рече: "Вие ќе сеите на ова брдо." Тие бе понапред. Пегамбер сам со војници позади грб му идеше ова да ги штитат од грб. Рече: "Ќе сеите на ова место." Има неколку хадиси за ова. Ако видите ние да водиме долу, да имаме све и ганиметот да го делиме, вие да не слегвите од горе. Да видите како птици идат и не раскинвен на нас, не раскинвен. Да не слегвите од овде. И други хадиси имат слични со ова, пегамбер само го опишвал ова со метафора, што и да се случи, што и да гледате вие, да не мрдате од ова место. Наредба на пегамбер само. Од ова брдо вие да не слегвите, да ни го штитите гарбо. Пегамбер алейхиссалам му даде ними задача, Абдулла ибн Џубеир се качи со тие 50 стрелци на тоа брдо. После ова пегамбер алейхиссалам
ги пореда во саф на сахаби, извади негов мач, негова сабја. Рече, кој ќе го земат овај мач? Стана е сите сахаби, крена е рака, ја, сите. Рече, кој ќе го земат овај мач? Би хаккихи, со неговото право. Тамам кој ќе го земат. Остана е само неколку сахаби кои вика, ја. Ебу Дуџане, ради Аллаху ан, Ебу Дуџане, запамтите. Рече Расулуллах, кој е неговиот хак, кој е неговото право? Рече, да маваш со него во лицата на непријателите се додека се свиткат. Рече, ене Расулуллах, јас. Го зеде Ебу Дуџане, се велит, го зеде овај маш на пегамбер алейхиссалам, извади од џепот, од негов џеп, извади една црвена марама. И е врзана негова глава. И ова се нареквеше во теа време марама на смртта. Марама на смртта, ова боја црвена кој ќе облече, што значи дека овој ќе се бори до смрт. Нема враштање кај овој човек. Кој има ваква марама, овој нема враштање. Овој до крај. И го зеде маш и се шеташе помеѓу сафови со крена маш. Со гордост дека пегамбер алейхиссалам му го даде овој маш и пегамбер алейхиссалам рече Аллах џелешану вакво шетање, вакво движење со ваква гордост го мрази секогаш, освен во овој случај. Со овој сеф, со овој маш во рака. Ебу Дуџане. Во ова група ке куфар раја знамето го имаше Талха ибн Еби Талха. Ој бе од едно кабиле Бену Абдул Дар, кој го има ова знаме. Пред да го земе ова знаме, Ебу Суфјан му викаше дека ако панни ова раја, ова знаме, сме изгубиле. Панна моралот на војската. Немој да направите како во Бедар. Јаник му преше, јаник е ними да се појави лутина уште повеќе. И тие му рекоа, че видиш дека денеска каква борба ќе бидиме, какви ќе бидиме ние во ова борба. Талха ибн Еби Талха го зеде ова и го нарекоа него Кепшул Кетибе. Јани овен на негова група, овен. Јани ова имаше иззе. Јани некои зборови во арапски јазик имаат различна мана од кај нас. Ако мислиш на некој овен, јани кај нас во наше луга, јани не добро. Ако мислиш кој, не добро, јани. Ке ними име друга мана, али? Значи, од негова храброст што имаше го нарекве овен. Рече, кој ќе биде мој во двобој? Кој ќе ми парира мене? Уште зборови недоречени, Зубеир ибн Авам излезе од Саф, го зеде, вели, се пренеси. Го зеде од негова камила, го легна во земја и му скина глава. И толку беше двобојот. Го зеде од камила, го легна во земја и му скина негова глава. После него уште 6 од негова куќа, од негова блиска фамилија го подигна ова знаме. После еден го убие Али ради Аллаху ан и така другите сахаби сигурно 6 ги убие. Од ова племе Бену Абдудар уште овие 6 уште 10 од ова кабиле го зема ова знаме, сите 10 сахаби ги убие. Пегамбер алейхиссалам парво кога го бунна на овај Талха ибн Абу Талха, Зубеир ибн Авам кога му скина глава викна текбир пегамбер алейхиссалам Аллаху акбар и се радуваше пегамбер алейхиссалам многу и рече пегамбер алейхиссалам хадис. Рече, секој пегамбер имаше свој хаваријун, помагачи, подржачи, пријатели, другари, подржачи, помагачи. А мој хавари е Зубеир ибн Авам. Мој хавари Зубеир ибн Авам. Во ова битка се вели историчари, муаррихун, мухаддиси, кажуваат дека една од најголемите битки. Битка во која сите сахаби покажаа огромна храброст. Секој сахаб што беше во ова битка, можеш за него да зборуваш со сати за тоа што го направи во ова битка. Али главни двајца актери во ова битка, за кој се пренесуваат многу киси случки во ова нешто, беше Хамза, ради Аллаху анху, и Ебу Дуџане, тој што го зема, машот на пегамбер алейхиссалам. А и сите, како кажав, сите,
Сите сахаби, кога гледаш да можеш да зборуваш по еден-два дерсови за секој еден сахаб, што направи во ова битка. Хамза радијаллаху ан пренеси Вахши ибн Харб. Вахши, тој што го уби на Хамза. Вахши пренеси. После кога прима ислам. Вели, во тој ден бев дојден не за борба. Хинд, зауџет Ебу Суфјан, жена од Ебу Суфјан, му даде големи пари на овај Вахши, му рече дека ќе видиш ти ослободен од робство ако го убиеш на Хамза. И вели, ја дојдов само со таа задача не да правам борба, него дојдов да го убијам само Хамза за да се ослободам од робство. Али секој пат кога му се доближам ме фашта се страв да му излезам во негово лице. Гледав како најхрабрите луѓе ги бараше во двобој и ги уништвеше со еден удар. Еден ривајат има дека Вахши се качи во едно дрво и чекал од ова дрво да се доближи Хамза до тоа дрво. И дека на тој начин го убил од дрво. Еден ривајат. Други ривајат од позади дрво и од позади камен, барал камен и дрво да се скрие и го погодил со копје на Хамза во негови гради. Кога го видел Хамза од каде иде тоа копје, кажува Вахши, направи многу чекори, сакаше да ми дојде со закачено копје во негови гради кај мене, али го собори тоа копје во земја. Хамза, Асадуллах ва Асадур Расул, Аллахов лав и лав на Расулуллах. Сеиду шухада, јани главен на шехидите во џеннет. Од сите шехиди, од сите шухада, од Адем алейхиссалам до Пегамбер алейхиссалам, главен, емир на шехидите во џеннет. Хамза радијаллаху анху. Во ова битка сахаб Ханзале ибн Аби Амир. Овој сахаб ноќта во битка на Ухуд, една ноќ пред битка на Ухуд, прва брачна ноќ сам. Уште не беше изгусулен од џенабет. Слушна ја хајлаллахи ркаби, слушна позив за џихад. Зеде негова опрема, негови панцири, негов маж, негов коњ и излезе во ова битка, во џенабет. Во битка го бараше само Ебу Суфјан. Го виде оддалеку, се впушти во Ебу Суфјан, тамам да го погоди, да го убие на Ебу Суфјан, од позади него од грб, го убие на овој шехид, го убие на овој сахаб, Ханзале. Пегамбар алейхиссалам вели за него, кога ги пребарвае после мртвите, кога го виде на Ханзале, му кажа на сахаби, го гледам Ханзале помеѓу небеса и земја, како го гасолет, како земвет гусул мелаик на него. Како го гусулет мелаик, зашто тој излезе џунуп од негова куќа, прашајте негова породица. Кога дојде во негова куќа, прашајте дека излезе џунуп ова вечер. Вакви сахаби, Види какви сахаби. Победата се гледаше ке сахабијани. И покрај бројноста, и покрај оружјето кое го има овие 3000 куфар, не може и никако да излезе во сусрет на верници. Не може и да му се доближи никако, никаков удар не може да му зададе. Се дојде момент кога више почне да бегат куфар. Почне да остават ганиме, нивно оружје, нивно богатство што имае, почне да го остават. Стрелци, Абдула ибн Џубеир, емир на овие стрелци, 40 од ними почне да слегнат од ова планина, од ова брдо. 40. Остана во најверодостојан ривајат има 3 до 10. Али 10, Абдула ибн Џубеир и 10, дека остана 40 се спуштие по ова ганиме, по ова богатство. Абдула ибн Џубеир се трудеше на секој еден начин да ги возврати, да ги врати. Немој да заборавите на збор на Пегамбер алейхиссалам, немој да заборавите што му кажавме на Пегамбер алейхиссалам, што ни кажа тој на нас, али тие се впуштие во ова нешто. Аллах џелешану имат објавено на курански ајет за ове, вели минкум мен юриду дуња ва минкум мен юриду лахира. Од вас имат кои сакат дуња и од вас имат кои го сакат ахира. Овие не се впуштие по теа ганиме, по теа ратен плен. Што е интересно овде, грани? Цела ситуација се промена со едно кршење на една наредба на Пегамбер алейхиссалам. Има победа во раци, сахабијани. Победата беше во раци.
Само ова кршење на наредба на пегамбер алейхи селам се промена комплет ситуација, дури дојде најголема опасност за животот на пегамбер алейхи селам. Најголема опасност која му се доближа за животот на пегамбер алейхи селам беше во ова битка. Себе по ова нешто што го направи овие луѓе. Аллах Желешану, како кажав, му објави еден курански ајет за ова нешто. Многу муфесири, многу мухаддиси кажуват дека Аллах Желешану во еден джемат, во една група, мој поради гревот на некој да ги казните другите. Поради гревот на некој мој да ги казните другите. Има многу што пред ред на ова, што враштен на ова, што возвраштен на ова, али веќе Аллах Желешану وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. И плашете се, вели Аллах, стравувајте од фитне, клонете се од фитне. Зашто тоа фитне, тој неред, тој зум што го пред некој нема да ги погоди لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. И нема да ги погоди само тие кои го направија хаса, него мој да ги погоди и другите. Мој да го почувствуваат тие и другите, што се околу, што се заедно. Хадис во Бухари и во Муслим, реченас. Хадис сахих. Се пренесе Јуша ибни Нун, алейхи селам, овој пегамбер. Јуша, памти, Јуша ибни Нун, алейхи селам. Овој пегамбер после Муса, алейхи селам. Одма после Муса, алейхи селам, во Бену Израил. Требаше да правите една битка. Овој нареди три групи на луѓе да не излегват во оваа битка. Прва група кој направил никја, а уште не видел негова жена. Овој да не доаѓа. Втор кој очекви да му се роди нешто пород. И овој да не доаѓа. Трет кој гради некоја куќа, уште не е завршил, и овој да не доаѓа, за да не име во нивно срце нешто од дуј, нешто го сакат најпојче што ги загрижуваат на нивија. Кога се десила оваа битка, победиле Јуша, алейхи селам, победил со овие негови сахаби. Нешто што му е дено на овој уммет, што не му беше дено на поранешни уммети, ганиме. Ганиметот која има джихад, тој ганим на овој му е халал, на овој уммет, да го земе. Али поранешни пегамбери не, како овој пример со Јуша. Ганиметот се береше во едно место, доаѓаше оган од сема и го гореше, теа го јадеше теа нешто, знак дека овој джихад, овој поход е кабул. Дојде оган, го собра во едно место овој ганим и него изеде се врати. Се врати ова нешто. Потоа овој пегамбер направи тефтиш, побара ке сите, ова беше знак дека некој има земено од ганиме нешто дел. И најде кај некој двајца од тие има е земено помал дел од тоа ганиме. И себе мухаддиси веле, себе греот на овие двајца Аллах не му го преше кабул джихадот на сите. Ова е други доказ дека треба да внимаваме. Како еве стрелци во ова битка. Кога се врати овие стрелци, Халид ибн Валид позади, со екриме, со којнаница 200 којни, дојде и мавна е позади грб во сахаби. Се направи голема избунација, пред да мавнет во сахаби. Пегамбер алейхи селам беше оддалечен малку од големата група на сахаби. Го виде како Халид ибн Валид и екриме доаѓаат позади грб со којнаница. Нивна главна цел беше Пегамбер алейхи селам да го најдат и да го убијат. Пегамбер алейхи селам гледа како ова којнаница од во грб на муслиманија, тие не внимаваат. Тие имаат оставено оружје и се занимаваат со ганимет. Знаеше дека Пегамбер алейхи селам ако повика, ќе го слушне на него и ќе дојде. Ама знаеше дека ако ги остави од позади ќе ги изненадат ептен. И Пегамбер алейхи селам му викна ја ибадаллах. О Аллахови робови, свртете се, и тие го ослушне ове голем дел од ова група од Халид ибн Валид и овие којнаници, дојде ке Пегамбер алейхи селам. Во ова време ке Пегамбер алейхи селам, Пегамбер алейхи селам беше 7 енсари и до него беше Саъд ибн Абу Вакас и Талхата ибн Убейдилlah. Овие двајца мухаџири и 7 енсари. Кога почна да наближуваат, рече: кој ќе не штити на нас, му ветувам џеннет. Стана еден од енсар, падна шехид. Втор, трет, сите 7 падна шехиди. Почна Саъд ибн Аби Вакас, беше еден од најаките стрелци.
најјаките стрелци. Почна да ги гаѓаат во нивно чело, во нивни образ. И има ривајати го прашуваше на пегамбер сам каде ја Расулуллах, каде сакаш да ги погодам? А пегамбер сам му ги додаваше копијата на Саъд ибн Аби Вакас. И му рече: ја Саъд, фидака еби ва умми. Ги правам жртва, курбан моја татко и моја мајка за тебе. Ој таков таъбир во арапски јазик, јани таква мана има такво значење дека најповеќе те сакам јани од дуњани. Те редам во ниво со мој татко и со моја мајка. После ова кога видве сахаби дотрча уште 10 енсар ке пегамбер алейхиссалам да го штитат на пегамбер алейхиссалам. Уште 10 сахаби. Почна да падве еден по еден. Кога дојде овие 10 повторно пегамбер алейхиссалам му рече: кој ќе не штити то дојде му ветувам џенне. Стана Саъд Талха ибн Убейдилlah. Рече: ја Расулуллах, ја. Рече: седите. Стана еден енсарија, други, сите 10. Рече: ја Расулуллах, сега немат кој, јас сум сега наред. Стана Талха ибн Убейдилlah. Сам против овие којни, замисли тие сите на којни, овие во земја. Го штитеше невиден штит. Трчаше од еден на други, на трети, на еден на трети, се додека му ги прекве негови прсти. Талха ибн Убейдилlah му ги прекве негови прсти и рече: хас. Ова е зборче за болка, како ке нас, леле, оф, ани вака на арапски, ова е ко осети болка. Пегамбер само рече: ја Талха, ако не го речеше ова хас, ако речеше бисмилlah, ќе те крене мелаи во сема сега горе вака. Ќе те гледај сите луѓе во сема како те држат мелаи горе, во сема. Во ова време почна падна сите. И додека пегамбер алейхиссалам се бранеше, падна во една дупка. Падна во една провалија. Се раскарва негово лице. Го зеде Али радијаллаху ан. Го крена, се рашири вест дека пегамбер алейхиссалам е мртов. Тоа се рашири вест дека Мухаммед умре. Така куфар раширија шејтан на цел газ со негови сојузници, Мухаммед умре. Се појави голема слабост ке верници, зашто беа измешани сафовите. Не се знаеше кој каде е. Бел него сахаби убија еден сахаб на грешка. Хузейфе ибн Јамане, негов татко Јамане, го убиете му викаше: хуа еби, тој е мој татко, не знае кога го убиете, го убие негов татко. Не знае што прават сахаби. Кога се рашири ова вест, уште повеќе. Уште поголема тежина се направи сахаби. Во овој момент, ке пегамбер алейхиссалам, Ебу Талха, дојде Ебу Талха. Овој беше исто така, овој други Ебу Талха. Овој беше исто голем гајџет со стрела. Почна да ги гајџа. Рече: ја Расулуллах, нахри дуне нахри. Ја падвам на место тебе, ја Расулуллах. Ја гинам за тебе, ја Расулуллах. Пегамбер сам беше позади него и се греваше да гледат пегамбер сам како гајџа тоа. Беше голем стрелец. Па Ебу Талха му рече: Расулуллах, наведни се. Не му рече мој да те погоди нешто. И тој го штитеше на пегамбер сам цело време. Во овој момент дојде еден од куфар и го удри на пегамбер сам во негова кацига и два зъби од таа кацига, две парчиња железо влегле во негови образи. Во негов образ. И му беше скршен и некој зъб. Влегле во негови образи. Кога го виде ова Ебу Дуџане, тој со сејф, што му даде пегамбер сам, Ебу Дуџане. Кога го виде ова нешто, тој беа во далечина, се впушти ке пегамбер алейхиссалам и застана да го штити на пегамбер алейхиссалам со негово тело. Многу копја застана во негов грб. Многу копја, велен мухадиси, многу копја застана во негов грб, али не се помарна ни за момент со негово тело го штитеше на пегамбер алейхиссалам. Ебу Убейде ибн Џарах, радијаллаху ан, дојде ке пегамбер алейхиссалам кога го виде раскарваден, виде две железа во негови образ. Проба да му ги вади, не можеше со рака, беа доста навлезени во негов образ и со негови зъби, предни зъби ги фати еден по еден и ги извади и му падна два негови предни зъби.
цел живот се гордееше со ова нешто, што нема заби, што му падна ове заби, вадеше го ова железот ке пегамбер алейхи селам. Во овај момент знамето ке сахаби го носеше Муса ибн Умейр, ради Аллаху ан, овај сахаб, джелил. Како напредоваше, како маваше на куфар, го носеше во негова десна, му се бреше негова десна, го зеде во негова лева и го стави во негови гради и со тие делови што му остана на негови раци го штитеше и падна шехид, а знамето беше во него, на него уште. Падна шехид, кога ги земле шехидиве од Ухуд, изброја на негово тело 80 удари. 80 удари на негово тело од копие, од маш, од стрела, 80 удари. Мусаб ибн Умейр. Кога го закопве Мусаб ибн Умейр, пегамбер сам, немаше доволно кефин за него. Ако му покрие нозите, главата остануваше без ништо, кога му покрие, му остане негови нозе без кефин, зашто немаше, а беше еден од најбогатите младиши, негова фамилија во Мекка. Во овој момент, кога уште сахаби не зна дека пегамбер сам жив, мисле дека мртов, многу голем дел од сахабија. Еден од тие беше Енес ибн Надр. Овај сахаб во битка на Бедр не беше. Зошто не се знаеше дека таа ќе биде битка, не беа спремни муслимани дека ќе биде битка и плюс тој беше во трговија. Кога дојде ке пегамбер само беше ја Расулуллах, после битка на Бедр. Рече, ако бидам жив и се случи друга битка, ти ветувам да видиш како ќе бидам во таа битка. Една година после битка на Бедр беше битка на Ухуд, Енес ибн Надр дојде ке муслимани, дојде ке сахаби, виде многу од ними седнати и фрлени мачовите. Во една група беше и Омар ради Аллаху ан, насекиран, кога слушна дека пегамбер сам беше мртов, не знаеа дека е жив уште. Дојде ке ними и му рече, што правите, рече, Енес ибн Надр, што правите? Рече, не знаеш дека Мухамед пегамбер сам е мртов? Па рече, умрите за теа што умре пегамбер алейхиселам. Борете се на теа што беше пегамбер алейхиселам. Го зеде негов маж и тргна во непријатели. Го сретна Саъд ибн Муад, ради Аллаху ан, му го рече исто во нешто, му рече, Муад, ја чувствувам мирис на дженнет во Ухуд. Го осетвам мирисот овде на дженнет. И влезе во куфар, се пиеше како лав, се гореше како лав. Уби многу од ними и падна шехид. Негово тело не може и да го познат. 83 изгора удари имаше од сабја, не може да позна негово лице, негова сестра го позна по негови прсти. Негови прсти го позна негова сестра дека овај Енес ибн Надр. Велит Аллах џелешану: Минел муъминина риџалун садаку ма ахада Аллаху алейхи, фаминхум ман қада нахба ва минхум ман јантадир ва ма баддалу табдила. И од верниците имат мажи, риџалун, мажи, го исполнуваат онај завет што му го дадве на Аллах. Од ними кои паднаe како шехиди, и од ними кои чекат да паднат како шехиди. И ништо од теа не променаe, хич не мрне од теа нешто. Уама беттелу тебдила, и ништо не менаe од теа нешто. И како беше пегамбер алейхиселам вака во оваа ситуација. Дојде еден од куфар, Убей ибн Халеф. Овај во Мека рече, кога и да го сретнеш на пегамбер алейхиселам ова, му велеш, ја тебе ќе те убијам, ја тебе морам да те убијам, како денеска му се закана на верници, ќе те убијам, тебе ќе те убијам, и пегамбер алейхиселам знаете што му рече, во Мека ова, му рече, инша Аллах, ја тебе ќе те убијам, инша Аллах, ја тебе ќе те убијам. Има некои ривајати дека пегамбер алейхиселам само овој човек го убија. Дојде ке пегамбер алейхиселам и ке верници што го штите. Ебу Талха, Абдулла ибн Џарах, тие кои се стана околу пегамбер алейхиселам, му рече, каде Мухамед? Тој беше во кој? Каде Мухамед? Се пушти ке него, пегамбер алейхиселам рече, остајте го него. Остајте ми го рече. Зеде едно копие, пегамбер алейхиселам од еден од сахаби во раци, се доближа до него и му го закача и близко до него врат. По малку време ова се умре овај. Умре овај Убей ибн Халеф, кој му се закана на пегамбер алейхиселам, и кога отиде со копието ке куфар, рече, Мухамед ме уби мене.
Тие му велеа, не, ќе остани жив. Не, тој рече дека ќе ме убијат и ме уби на мене. Има и јекин. Тој рече и ще му Мекка дека ќе ме убие на мене и ме убија. Ваков јекин има и иако не ме знае дека теа што го кажи пегамбер сам дека вистина теа што ќе го кажи пегамбер сам. Заврши битка. Има многу да се зборуваат. Толку е времето. За ова битка не може да зборуваш денови. Како кажавме, секој еден сахаб е своја киса, своја историја по себе во ова битка. Кога заврши ова битка, не знаат уште куфар дека пегамбер сам жив. Се качи во едно брдо, пегамбер сам и тие сахаби што бе живи, дојде Абу Суфјан и повика: "Дали Мухамед е жив?" Никој пегамбер сам рече: "Немој да одговарате." "Дали Ебу Кухафа, Ебу Бекр, дали е жив?" Никој не одговара. "Дали Омер е жив?" Не. И тога Суфјан рече: "У'лул Хубел." Яни возвишен да е тој Хубел, што го славе тој кип. Сахаби молчат. Пегамбер сам рече: "Нема да му одговорите?" Значи, разбор, што да му одговориме? Кога се работеше за луѓе, пегамбер сам не побара да се одговорите. Ама овдека акида, овдека верување. Возвишен да бил Хубел. Значи, нема да му одговорите? Рече, што да му говори на Расулулlah, кажете му, рече: "Аллаху а'ла ва аджал." Аллах е возвишен и најголем, јани, нема рамен ке Аллах, како Аллах. Рече повторно Суфјан: "Лена Узза, вала Узза лекум." Ние го имаме Узза, овај кип што го обожава, а вие немате Узза. Рече, што да говори на Расулулlah? Рече: "Аллаху маулана вала маула лекум." Речете му: "Аллах е наш помошник, подржуваш, вие немате ваков подржуваш и помагаш на вас." Немате. И тоа стана Омер. И кога го виде дека е жив Омер, Ебу Суфјан, му рече: "Ја Омер, ти ке мене си поверодостоен од Ибну Камија." Ибну Камија, овој беше тој што е рашири веста дека пегамбер сам мртов од куфар. Рече: "Ти си поверодостоен ке мене, кажи ми дали Мухамед жив." "Да," рече, "овдека е жив меѓу нас." И тога Ебу Суфјан му рече: "Ова рече вие денеска што го направиме, вие за битка на Бедар." Рече: "Не е исто," рече. "Нашите мртви во џеннет, вашите во џехеннем." Не е исто, рече. "Нашите мртви во џеннет, вашите во џехеннем." После ова, дојде Хинд, го најде на Хамза, тело на Хамза, го рашпара негова утроба, зеде од негов джигер, касна со незини заби, му откине некои делови од негово тело, го раскрна цело негово тело. Сафија, ала на пегамбер селам. Овој беше Аџо, ала, брат. Сафија, ради Аллаху анха, беше сестра од Хамза. Зейд, Зубер ибн Авам беше син од Сафија. Му рече пегамбер селам на Зубер: "Немој да ја пушташ, рече, немој да издржи кога ќе го види негово тело," рече. Расулулlah рече: "Остави ме, можам да издржам да го видам." Кога го виде, се насекира и направи сабор за негов брат, за незин брат. Пегамбер сам потоа почна да ги земвит, јани телата на шехидите, и му рече на сахаби: "Ојте," рече, "поборете го Саад ибн Рабија. Саад ибн Рабија и прашајте го како е." Овој беше памет. Дојде ке него, го најдме со последен издивој. Му рекла: "Имаш селам од пегамбер алейхиссалам, како си? Како твоја ситуација?" Пренесете му селам на пегамбер алейхиссалам, го осетвам мирисот на џеннет. Го осетвам мирисот на џеннет многу блиско. И се пресели во ахирет. Еден од тие други што се пресели е Усейрим. Ова многу сахаби му прее даве во Медина. Усейрим, ради Аллаху анху. Не примаше ислам. Дојде во битка на Ухуд и прима ислам таму. Кога му каже, кога дојде ке него, му рече: "Ја Усейрим, зашто дојде да се бие, за твој народ или зашто?" "Не," рече, "дојде да се бијам за Аллах и за пегамбер алейхиссалам, за овој дин, примав ислам." И се пресели. Пегамбер алейхиссалам му рече: "Ова е во џеннет." А Ебу Хурейре вели: "Дали знаете на сахаби после долго време, рекол, дали знаете некој што ќе влезе во џеннет, а не направил ни едно сеџде?" Рекол: "Не." Ебу Хурейре рекол: "Јас знам, и тоа е Усейрим, ради Аллаху ан, прима ислам во битка на Ухуд и пегамбер алейхиссалам кажа дека тој во џеннет." Дека тој во џеннет.
После ова пегамбер сам сахаби се вратија во Медина. Една вечер преспие. Секоја една куќа имаше или убиен или ранат сахаб во Медина. 70 падна шехиди. Многу од ними беа ранати многу. Сабајлето кога стана за сабав. Пегамбер алейхи селам кога се врати вечерта го даде мачот на Фатима. Ради Аллаху анха, негова черка рече изми го на овој карфта. Денеска беше добар другар со мене во боиште. Ме служеше добро. Сабајлето го зеде повторно мачот, повторно кацига, повторно панцири, излезе помеѓу сахаби и рече спремајте се, ојме во други поход. Што е храброст, Пегамбер сам најхрабриот човек кој се појави во дуња. Ранати, убиени, битка на Ухуд, спремете се. И рече, дојдве многу кога слушна олеве мунафикин. Да дојме и мие, Пегамбер сам рече, кој мен шехиде Ма'на Ухуден фелјати. Кој беше вчера на Ухуд со нас, нека дојде, а други не. Не сакам никој други. Тие што не издаја по битка на Ухуд, што не дојдве, не ги сакам денеска. И отидве до едно место, Хамраул Есед, се викаше ова место, зашто Пегамбер само очекваше дека ќе се вратат куфар во Медина и дека повторно ќе нападнат во Медина. Пегамбер сам застана да ги пречекат. Во ова време дојде еден што имаше примано ислам тазе, Ма'бад ел-Хузей, се викаше и ја Расулуллах, рече ја не знаат тие дека има примано ислам. Кажи ми некоја задача што можам да помогнам. Рече одај кај ними и кажи му дека Мухамед иде со поголема војска од Ухуд на вас. Да ве удри, со поголема војска. И тие што не беа со него и тие што беа и други племина му се спојаја за да ве уништат. Отиде овој кај ними му кажа ова нешто, се раштаркае помеѓу ними, се направи паника. Али повторно Ебу Суфјан проба да ги соедини, поминуваше еден караван за Мека и му рече кажете му на Мухамед и на неговите другари дека му идеме со војската да ги уништиме до последен. Кога дојде ке Пегамбер само овој караван, му каже дека Ебу Суфјан вака и вака се спремни да ве уништви и што рекве еллезине кале лехум насу инна насе кад џемау лекум фахшаухум фезадахум иманен ва калу хасбуна Аллаху ва ниъмел вакил. И кога луѓето дојде и му рекве се собра голема војска против вас, фахшаухум, плашите се од ними. Фезадахум иманен. Ва калу хасбуна Аллаху ва ниъмел вакил. Му се зголеми на ними само иманот. И рекве Аллах ни е доволен помагаш. Вели Аллах после фенқалебу би ниъмети мин Аллахи ва фадли лем јамсесхум су ваттабау ридван Аллах валлаху ذу фадлин азим. И се врати, вели Аллах джелешану. Фенқалебу би ниъмети мин Аллахи ва фадли. И се врати со благодети од Аллах, со нијамет од Аллах. И на ними не ги дотакна, не ги чепна никаква несреќа, никакво зло, никакво нешто не ги чепна на ними. И се врати со давање од Аллах джелешану. Аллах е оној кој дава најпочен. И така ова битка е победија муслимани. Така велети мухаддиси, после ова што се случи ова Хамраул Есед, црвен лав, ова место, ова битка, ова поход што го направи Пегамбер сам не дојде до биење, али со ова го е добија ова битка на Ухуд комплетно, ани муслимани, иако имаше многу шехиди ке страна на муслимани. Иншаллах джелешан да не разбирање од овие неколку зборови. Субханакаллахумма бихамдик, нешхаду ан ла илаха илля анта, настагфирук ва натубу илейк.